Почитувани гледачи, во рамки на другарувањето со членовите на литературниот клуб Копнеш, ја представувам и Блашка Стојкова, членка на овој клуб. Добро дојдовте. Добро ве најдов. Реков дека сте член на клубот, од кога вие активно влеговте во неговите редови? 10 години. Јас сум еден од помладите членови на клубот. Почнавме така, спонтано. Пишував поодамна, но сега сретнав луѓе што така ме воведоа во тоа. Ајде, дај ги песните. Ајде, и веќе 10 години заедно со моите деца членуваме во Копнеш. Значи ли дека пишувавте и пред да се зачлените, ама го чувавте за себе? Да, па тогаш пишувам од средношколец. Меѓутоа тогаш беше малку потајно, тогаш беше малку чудно да пишуваш. Писмените ќе ги напишеш на слободна тема, толку. Останува у тетратката писмена, тоа се заврше тогај. Меѓутоа, многу пати бееме на тема со Славица Цветкова, професорката. Чувај ги песните еден ден, нека дојдат, нека си најдат место. Чувај ги песните. Нешто се зачува, нешто остане. Така што почнав со помош на колегите од литературен клуб Копнеш, почнав така поддржана од Ленче Стојменова. Господјата Марија Гранкова е една од старите, повозрастните членови, од првите членови, заедно со Димитар Гогов. Таа по некоја случајност ми е комшика. И така, чувај ги песните еден ден, нека излезат, не оставај на случајност, само делото е вечно, тоа го имам запомтено, само делото е вечно. Така што имам и посветена песна на мојата пријателка Марија Гранкова. И спонтано се случи тоа. Првата книга, Ленче Стојменова, во целост ми помогна да излезе да ја догледа виделината во 2016-та. 2018-та, втората излезе и веќе сме во тек со третата. Заедно со моите деца, првата ни е заедничка со сите тројца, Никола Стојков, Стефан Стојков, Марија Стојкова и јас. Втората книга се Стефан Стојков, Марија и јас, така што третата е самостојна. Тие веќе се возрастни. Тоа. Пишувате поезија. Како се раѓа една песна? Како доаѓа склопувањето? Дали емоциите влијаат на тоа? Дали можеби некое доживување? Нема правила за да се добие инспирација за песна. И најтешките моменти, и највеселите и секојдневието може да бидат инспирација. Околината, колегите, се може да биде инспирација ако ја бараш инспирацијата. Има ли период од годината, од месецот, во денот можеби, кога посебно се раѓа? Кај мене не. Кога ќе дојде инспирацијата, станувам, пишувам и така, што може да се... Кој е главниот мотив во вашата поезија? Што најчесто е тема за која што пишувате? Па вака. Љубовта преовладува во сите песни до сега. Вербата во Бога преовладува најчесто. Причината за живот, децата, околината, трудот кој го вложуваме да обстанеме во животот, секојдневието. Тоа е. Членувањето во литературниот клуб Копнеш веројатно ви помогна, ви овозможи да Многу. го представите она што сте го создале пошироко. Апсолутно многу.
затоа што колегите беа многу повеќе запознаени со влегувањето во поезија, поодамна пишуваат и многу ми помогнаа со тоа. Едноставно, така да кажам, значи песните ми беа дадени парталаво од ние, да речам, поетите пишуваме на салфетка, на книга, што ќе ти се најде? На асфалт во со момент на кермичка. инспирација, веројатно, за да се запише тоа кое што дошло како идеја, веројатно користите секаква можност. Меѓутоа сега е преточено во 2 стихозбирки. Рековте во последниве неколку години ги издадовте со поддршка од вашите колеги од клубот. Да. Можеме ли да кажеме дека раѓањето на една книга не е така лесно? Иако можеби изгледа поинаку. Па не е така лесно, меѓутоа чувството е прекрасно. Чувството е многу чудно. Кога ја издадов мојата прва книга, во денот неколку пати кога ќе поминам покрај масата каде што стои книгата, ќе ја погледнам малку. Чувството е многу убаво. За втората исто пак, тоа е како да се раѓа нешто ново. Тоа е чедо. Пламен од свеќа, односно од свеќи. Помалку мистичен би рекол назив, имајќи предвид дека и на самата книга пламенот доминира. На што конкретно се однесува оваа стихозбирка, односно што е темата, мотивот за кој што пишувате? Па првата книга е збирот песни кои ми го опишуваат животот. Така речено на кратко. Насловот е, ќе кажам дека никогаш не треба да се губи надежта. Од мало пламенче, од препокриена жар, со пепелта може да се роди голем пламен. И јас сум оптимист, така и останувам. Пишувањето во денешно време е малку по, би рекол, лесно со оглед на современата технологија што ја има. Некогаш тоа беше на рака, на машини за пишување, денеска има компјутерска техника и издавањето на книгите е веројатно многу по-брзо, поедноставно. Имате помош, рековте, од вашите колеги во клубот, веројатно добивате и поддршка од семејството. Семејството е најголемата поддршка. Мајка ми, децата дома, моите браќа. Сепак поддршката почнува од домот, од дома. Поддршката е најголема кога домашните ќе те поддржат во сите згоди и незгоди. Покрај тоа што сите работи ќе трпат, а ти ќе отидеш на некои манифестации што сакаш да отидеш со колегите. Имало кој да заврши дома работа или не, децата се тука. Мајка ми исто така. Си ги поздравувам во моментот моите дечиња, мајка ми, колегите од Агенција за катастар и сите македонци што се надвор од нашата држава. Драги наши, каде и да сте, живи, здрави и среќни да сте. И не го заборавајте огништето. Колку еден автор кој што пишува поезија, па и проза, пренесува дел од личните доживувања, случувања во животот и она што го наблюдува како средина во која што живее, работи? Па, голем дел од тоа, само во друга форма. Успееш да го проточиш во радост. Има ли моменти кога не толку убави случаи од животот ви навреле како емоција, како мотив и сте го пределе на хартија? Да. И најтажните моменти можат да бидат инспирација да напишеш убава песна, која еден ден ќе те прави горд и храбар на тоа што си можел да го поминеш, што си успеал да поминеш. Младите денес повеќе се активни, би рекол, на социјалните мрежи, на интернет, многу помалку тоа го ставаат вака на хартија, иако веројатно има таленти кои што можат да направат навистина квалитетни творби.
Што би вие им порачале на младите? Има многу млади што пишуваат. Пишуваат и едва чекаат да излезе во книжна форма нивната книга. А има млади што во електронска форма ја оставаат целата книга. Ние во клубот имаме млади што многу се залагаат за тоа. Едва чекаат да дое нашата средба, нашите состаноци, како што ги држиме. Секој различно го сваќа тоа. Јас би им порачала како што и мене ми порачаа неколку луѓе за да почнам да пишувам. Пишувајте. Пишувајте, стварајте, само делата се вечни. И книгата, се додека постои книгата, постои оној што ја напишал. Може ли да слушнеме дел од Пламенот на свеките, да откриеме што е тоа што тие осветлуваат? Да. Јас, мојата прва песна од средношколец, сега би сакала да ја прочитам. Човечност. Човечност е да не броиш колку добри ни ќе направиш, колку караници ќе ублажиш, а никого да не растажиш. Звезда во дланка ќе фатиш, ако една солза скратиш. Насекаде место има да се дава и да се прима. Да не земаш туѓо пази, зашто белја ќе те згази, а и совест ќе те јаде, на провалија ќе те даде. Секој од нас желби има, а не знае што го чека. Не дели по вера раса на висока и ниска класа. Од постари совет земај, вистина е велат еве, не прави го никому она што не сакаш да ти го прават на тебе. Имам моменти кога навистина не сакаме да доживееме работи кои што не по наша вина ни се случуваат. Не ги правиме, меѓутоа другите на некој начин действуваат поинаку. Секогаш луѓето се различни. Секој на свој начин го сваќа мигот кој се случува, така што тоа е тоа. Не би сакале никој да го прави она што не сака да му го прават нему. Творејќи поезија, како околината ги прифаќа вашите активности? Па видете, од поодамна беше друго. Малку ќе се кажеше пишуваш, ајде, вие нема шо да работите, па само пишувате. На средбите нема шо да правите, ќе одете на средби. Додека кај мене, а лично, татко ми, мајка ми, моето обкружување, најблиско обкружување, го сваќаше друго, на друг начин. Пишувај, зошто да не? Кога мислеш дека си исполнет со тоа, прави го тоа што те исполнува. Среќен си, а тоа е најважно. Создавањето на првата стихова збирка веројатно беше поттик и пробив на мразот, што би рекле, да продолжите и понатаму да творите и сето тоа да го соберете во уште една, која што е продолжување на она кое што претходно го имате создавано. Колку лесно дојде до втората книга? Токму така, кога имаш пријатели и колеги кои те поддржуваат во тоа, многу лесно можеш да го оствариш. Желбата е најважна во се. Сепак трудот исто така мора да се потрудиш за да дојдеш до нешто. Моите колеги ми помогнаа несебично во тоа и еве дојде и до втората. Ленче Стојменова и господинот Иван Котев се луѓето кои се главните виновници за моите 2 стихозбирки. Исто така и третата што ја работиме. Иван Котев ќе кажеше само, ама ајде, што чекаш? Ленче тој ќе го среди. И јас баш така. Ајде кај Ленче. И ми вика, може да испадне убава работа. Ајде, да почнеме. Знаеш, вика, дека е убаво. И после едва чекаш да излезе. Опеани спомени. Да. Спомени на што? На младоста? На едно поубаво минато време?
на доживувања кои што поминале? Опеани спомени е стихозбирка која опфаќа песни од постари песни кои го опејуваат времето кога се било дете, времето кога се било влюбен, времето кое се живеело во моето убаво село Теранци, на уличките каде се седело, домот, местата каде што се било среќен, па и сега сме среќни таму каде што одиме. Опеани спомени е насловот кој ми носи еден спомен од моето родно место, мајка ми, татко ми и сето она што може да го направи човек среќен. Кога дел од сегмент од животот ќе се стави вака во поезија, во проза и книга, значи ли дека тој трак останува вечно? Дали вие така гледате на пишувањето? Да, јас лично гледам така. Читам книги кои постојат не со години, векови. Има книги на пергамент кои се напишани и ден денес ги прелистуваме. Па мислам дека и нашите книги ќе останат за генерациите по нас. Барем така се надеваме. Кој спомен што е запишан во книгата ви е најдраг и би сакале да им го пренесете на нашите гледачи? Па споменот за огништето кое уште е живо. Успеваме да го одржуваме живо. Може ли да слушнеме? Ке ви ја прочитам Огниште мило. Еј животе, еј години, тоа ни се убавини. Мајка, татко од овде биле или гнездо овде свиле. Да си седнеш поприкажеш на печалба како било. За легенда една стара за своји луѓе е многу мило. Не ни треба ни кафанче да си фатиме чоканче. Кај зајко пред продавница тоа ни е попатна станица. За љубовите најголеми овде срца отворивме. По патиштата судени од овде зачекоривме. И котлите уште вријат. За Богородица Свети Атанасиј, на огнот на Коледе сурова, Водици, Тодорица и Петровден. Родна грудка не заборавајте, овде детство оставивте. На Спас, Говедаришти или Вакало, на Тополката бандерата, кај Бунаро или Ќумчето, да ни е живо огништето. Го чувате ли уште огништето на вистина? Да. Јас се уште живеам во моето огниште. Празниците кои ни идат секогаш не прават најсреќни. Уште имаме сурова, Коледе, Свети Атанасиј на црквата. Уште има луѓе со кои можеш да си седнеш, поприкажеш. Што би им порачале на младите? Да дојдат, да се зачленат? Се надевам дека уште многу дела ќе излезат. Се надевам дека ќе има уште многу млади што ќе пишуваат. Да не ги заборавиме и повозрастните членови кои ни се темелот на ова наше литературно друштво Копнеш. Во моментов ќе ја поздравам господјата Марија Гранкова, која ми беше еден од најголемите поттикнувачи да ги сочувам песните, на која и посветив песна во мојата втора книга, која е добитник на многу признанија во нашиот клуб Копнеш, на Млада струга, на Охридските фестивали во средните училишта. Ќе ја прочитам песната Ако некогаш напишам песна, сакам да биде од душа. Во неа да раскажам само во срце што ми е збрано. Ако некогаш во детство се вратам, за некои јадови да сокријам, сама на себе ќе си кажам, порасна, нема зошто да се лажам. Ако го некогаш допрам до мене и носталгија ме повлече, ќе додирнам длабоко таму каде што љубов невозвратена пече. Ако некогаш бидам сама,
и ме обземе некаква тага, ќе си кажам, живеев барем, иако може би ја лага. Очекувам дека во наредниот период повторно ќе имаме можност да поразговараме за дел од она што вие го имате создадено. Ви посакувам успех и многу инспирација. Ви благодарам. Се надевам дека медиумите ќе ни помогнат да продолжиме со ова наша мисија. Благодарам.